Вклучувањето на децата со посебни образовни потреби во образовниот систем е многу важен сегмент за нивниот раст и развој и на ова го става фокусот проектот насловен Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, во кој бројни здруженија и институции со пари од Европската унија помагаат во подготовка на капацитетите за вклучување преку обезбедување на пристапни и стимулативни средини за учење. Во последните 6 месеци од реализацијата на проектот сме и на оваа тема анализираме со Бранка Џајковска, проектен координатор на проектот од Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Добро утро, Бранка, и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Благодарам на поканата и на можноста да поразговараме за активностите на Фондацијата Чекор по Чекор и за проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. 15 на минути во кои што ќе направиме, ќе сумираме се што е направено досега овие 2,5 години, но морам да почнам со прашањето каков е вашиот впечаток, дали се уште сме средина која што дискриминира, дали се уште родителите и децата со попречености имаат проблем да се вклучат во образовниот процес? Така, проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, како што кажавте, кој што е финансиран од Европската унија, главно работи на полето на образование и секако дека најмногу нашите заклучоци ќе ги базираме во овој сектор, во секторот на образование, но мораме уште на самиот почеток да споменеме дека инклузијата ниту почнува, ниту треба да завршува со образованието. Инклузијата е еден општествен процес како кој што треба да се прелее во сите сектори и треба, значи, секој сектор во своето работење и планирање да го вклучува фактот дали ова што се прави е еднакво, овозможува еднаков пристап и квалитет за сите наши граѓани. Во она што ние го добивме како информации во реализирањето во веќе, како што кажавте, 2,5 годишното реализирање на овој проект, но и многу претходни активности кои што Фондацијата Чекор по Чекор ги има спроведувано на ова поле, како и двете здруженија со кои што заедно го реализираме овој проект, тоа се здруженијата Инклузива од Куманово и Хандима Котетово. Гледаме дека по донесувањето на Законот за основно образование во 2019 година во училиштата се промени малку дискурсот во однос на прашањето на инклузивно образование. Тоа стана обврска на училиштето, обезбедување на еднаков квалитет за училиштата, стана обврска за секој училиште, не е повеќе прашање на добра волја на некој наставник или некој училиште, но тоа што вие го споминавте, делот на дискриминација, обезбедување на квалитет, се уште имаме некои проблеми тука и во однос на наставниците, нивната подготвеност, пристапноста на училиштата, реакции кои ги добиваме некогаш од родителите на деца со типичен развој, така што за тие предизвици ќе имаме прилика денеска малку да поразговараме. Да, за тоа се ќе продискутираме. Наредниве минути сакам да слушнеме еден убав пример, ни доаѓа од Прилеп и тоа од основното училиште Климент Охридски, кој што нуди можности за вклучување на нашите деца, на нашите ученици со попречености во образовниот процес. Детали за ова дознаваме од нашата колешка Елизабета Митровска, која што во моментов ја имаме на линковско вклучување. Добро утро, Бети, благодарам за согласноста темава да ја изреализираме и некако да ја врзаме приказната со гостинката. Така, добро утро од Прилеп, од училницата во основното училиште Климент Охридски. Првиот час е во тек за дечињата. Ова е овде единственото училиште за децата со посебни потреби и може да речеме веќе 60 години постои. Како функционира, како се работи, прво да ги имаме нашите гости. Ахил Јаков, директор на училиштето Климент Охридски и дефектологот Елизабета Христоска. Господине Јаков, 60 години е ова училиште, единствено во регионот. Да. Почна со 2 паралел. Како прво поздрав до македонската телевизија, до гледачите на македонска телевизија, благодарност за поканата на утринската програма. Да, значи на почетокот на учебната 1962-63 година во составот на училиштето Климент Охридски имало и 2 комбинирани паралелки со ученици со психофизична попреченост. Така и се викале во тоа време, за да учебната 1966-67 година се отвори првото специјално основно училиште. Сега тогаш се викало Марко Цапенков, кој било прво на територијата на тогашна Социјалистичка република Македонија или во рамките на Југославија. Во 1978 година бил донесен нов закон за организирање на основно образование и училиштето Климент Охридски се прекрстува во 11 октомври и на специјалното основно училиште Марко Цепенгов се здружува со тогашно ООЗТ, основно училиште Климент Охридски Прилеп.
а паралелките од специјалното основно училиште Марко Цепеков преминува во работна единица специјални паралелки на основното училиште Климент Охридски. Во 1996 чинам или 1997 година Министерството за образование и физичка култура, сегашно МОН или Министерство за образование и наука, донесуваат правилник каде терминот деца со пречки во развојот преминува во деца, ученици со посебни образовни програми со пречки во развојот и се образуваат во посебни паралелки за ученици со лесна интелектуална попреченост во редовното училиште. Имате ученици од 3 до 9 одделение? Моментално имаме ученици со 3 до 9 одделение и сега со понатамошниот тек и развој на воспитно образованиот процес во нашата држава и следењето на законските регулативи во посебните паралелки почнуваат да се офаќаат и ученици со комбинирани пречки во развојот. Тоа значи дека посебните паралелки според кои во посебните паралелки во основното училиште Климент Охридски Прилеп учат и се образуваат ученици со пречки во психофизичкиот развој, ученици со мултихендикеп и ученици со аутизам. Благодарам, директоре. Ќе се вратиме уште едно прашање. Сега дефектологот Елизабета Христоска. Бети, ајде да речам, во тек е првиот час, имате 18 ученици од 3 до 9 одделение. Секако има измени во функционирањето со новиот закон за инклузија. Како тече еден работен ден, еден час сега за децата? Па, добро утро на сите. Најпрвен, како наставници, вршиме прием на учениците, тоа е нашата задача. Ги прифаќаме учениците и учениците имаат свој распоред, го знаат тој распоред, доаѓаат на часови, секој има своја училница. Задачата на дефектологот, значи како воспитание и образование на ученици со посебни потреби, секогаш го прави со посебни методи и средства. Учениците се имаат до 10 часови кои што се опфатени основните часови, македонски јазик, математика, општествени, природни науки, вештини, како што се физичкото, здравственото образование, музичко и ликовно образование. Со новите измени, односно со законот од 2019 година, што е за инклузија, паралелките веќе преминаа во Центар за поддршка на учењето, и се повеќе официјално веќе го прифативме тој процес и тој процес нормално ќе трае додека се трансформираат сите, да речам, односно паралелките се трансформираат и сите дефектолози понатаму само ќе нивната улога и задача ќе биде изведување на индивидуални третмани со учениците. А и сега има 12 ученици кои што се вклучени со инклузија во редовните училишта и кои што овде посетуваат индивидуални третмани. Родителите малку, секој почеток е тежок, им доаѓа многу шеткање, би рекла на родителите. Да, може би тоа е една исто забелешка до Министерството понатаму, што бија сигурно се свесни и секако дека ќе се направат корекции, да им се помогне, бидејќи и инклузијата како процес точно треба да го опфати тоа, да им се пружи адекватно образование на секое дете. Значи, секое дете има право на образование, и да се помогне на родителот во тој аспект, значи да во посетата на индивидуалните третмани, бидејќи со класификацијата на МКФ, значи што е надлежно тело кај што ги дава проценките на учениците каде треба да се изведува третманот, има ученици кои што може покрај наставата во редовното образование треба да доаѓаат овде на индивидуални третмани, па треба да посетат и логопед. Препораката е, значи, да има логопед и овдека во паралелки, за да сето биде на едно место, може би физиотерапевти и секако и други медицински или социјални услуги што треба да ги користат. Значи, препораката треба да се зајакни, значи, Центарот за поддршка со секакви, значи, да се подкрепи со дополнителни нагледни средства, повеќе услови да се створат за да можат сите тие третмани, барем родитело и детето, да ги добиваат во еден центар, за да биде само со едно доаѓање. Така, значи се добре дојдено и потребно е да се зголемат, да се прошират нагледните средства и капацитетите. Па да се допремат училниците и кабинетите, што се, бидејќи има повеќе видови на третмани, значи психомоторна реедукација во тој дел, свано се потребни повеќе средства, може би за тоа друг пат, значи сензорната соба исто, ние го имаме само едниот дел, да речам, има и светол кој што исто препорачуваме да се надополни и во однос на други работи секако е добре дојдено да се допреми. Доаѓаат, рековте, на третмани од другите училишта,
Имаме една сензорна соба во Гоце Делчев, така? Да. А па како функционира тој третман и еве декларативно да кажеме што уште треба. Така. Па во однос на третманите, значи дефектологот мора да ја почитува препораката на надлежната комисија, односно надлежното тело, но соработува со сите чинители кои што се во тој процес, затоа е тој процес и голем, гломазен и нема да оди нормално ни брзо ни наеднаш. Значи дефектологот пред се соработува покрај со детето, со родителот, вклучено е цело семејство. Значи ако нема поддршката детето, сите во семејството да ја прифатат значи ситуацијата на детето, напредокот е секако поспор. Дефектологот соработува и со надлежното училиште кое што од каде што доаѓа детето, наставникот или наставниците кои што се вклучени во тој процес, дечи тие изготвуваат индивидуални образовни планови за тоа дете, постојано мора да имаме, значи, за да го следиме напредокот, дефектологот постојано треба да биде во комуникација со цел тимот од училиштето од каде што доаѓа детето. Задоволни сте од досегашниот напредок на децата? Да, ние сме задоволни, се трудиме како училиште и како дефектолози, значи престој овдека да им биде пријатен, да бидат доволно мотивирани, затоа што оваа категорија секогаш, знаеме тоа, дека потешко се мотивира и значи треба да биде привлечно училиштето, пред се безбедно, да се чувствуваат сигурни и децата и родителите, за да доаѓаат со задоволство и да им излеземе во пресед и да го постигнат максималниот капацитет кој што го имаат. Благодарам, Христоска. Очигледно 6 децении се доказ дека добро функционира училиштето, сега и официјално центар. Што понатамо, еве, дефектологот Елизавета Христоска напомна дека и нагледни средства секако се потребни за да се подобри наставата и да се подобри развојот на децата. Што понатамо? Први би ја надополнил мојата колешка Бети. Важно е да се знае дека со измената на Законот за основното образование 2019 година, посебните паралелки при основното училиште Климент Охридски, нашето училиште, преминуваат во центар за поддршка. Значи многу луѓе не го познаваат што значи тоа. И единствено таков вид на територијата на општината Прилеп ја превзема улогата, работната улога на учениците со посебни образовни потреби со индивидуални третмани. Че тоа мора да направиме една распределба да се знае. Сега што понатаму како директор, заедно со наставничкиот кадар, специјалните едукатори и рехабилитатори, секојдневно се ангажираме во подобрување за условите за изведување на нивната настава за децата со посебни потреби, образовни потреби. Нормално тука треба да е и во пресред треба да ни излезе и државата, општината, за со цел се овие деца да имат сеопфатно учење и да не се разликуваат како другите. Ние го славиме 3 декември како светски ден за децата со посебни потреби, но на многу пати јас имам кажано дека не треба само еден ден да види посветен на овие деца, треба да види секој ден во целокупното општество каде што живееме. Ви благодарам, господине Јаков и господја Христоска, што бевте гости во утринската програма Македонската телевизија. Да подсетиме, ние бевме во посета на основното училиште Климент Охридски, кај паралелките за деца со посебни потреби, односно сега Центарот за инклузија, и секако нагласката е секој ден е добре дојден да се подобри наставата, да се подобрат нагледните средства во Центарот, во училиштето и воопшто секаде во наставниот процес. Студија? Затоа сме тука, се разбира, јавно да говориме и да бараме промени. Благодарам Бите за вклучувањето во Македонија на утро. Колешката Елизавета Митровска од Прилеп ја имавме на линковско вклучување во утринската програма. Бранка, добро е да што функционираат овие центри за поддршка, но секако треба да кажеме дека ние фокусот исто така треба да го ставиме на вклучувањето на децата во редовните училишта. Само кога би функционирале со своите врсници заедно, би можело да има некаков напредок и да зборуваме за комплетна вклученост во општествените процеси. Така, многу убаво кажавте, идејата е и новите текови во инклузивното образование ни наложуваат да учениците со попреченост можат да посетуваат настава во редовните училишта, во училиште кој што им е најблиску до нивниот дом, како и секое друго дете со другарчињата со кои што оделе во градинка заедно, се навикнати, играат во своето соседство и така натаму, така што тоа е еден природен процес каде што детето може и најмногу да биде поддржано, но и да ги створи оние врски кои што ќе му бидат понатаму потребни во животот за да може да оствари некакво ниво на независност. Преубав беше прилогот што го видовме во делот на
да граѓаните се запознаати со улогата на ресурсните центри, центрите за поддршка, заради тоа што и тие имаат многу клучна улога во овој процес на трансформација, во делот на поддршка на училиштата, заради тоа што мора да признаеме дека училиштата сега се соочуваат со дечиња со попреченост, со кои што не секогаш знаат да работат, и овие знаења кои што ги имаат дефектолозите, односно специјалните едукатори и од ресурсните центри и од центрите за поддршка, ќе бидат навистина огромен ресурс за да може да се надминуваат овие предизвици. Сега ајде да продискутираме како вие ја менувавте перцепцијата и можностите изминативе 2,5 години. Имаме и убави видеоматеријали кои што говорат за тоа како вие го спроведувавте проектот во пракса. Ако земеме се во бројки, тоа значи дека 430 вработени во училиштата добија обуки за поддршка на процесот за подучување ученици, 43 редовни основни училишта добија грантови за подобрување на условите за учениците со попреченост. Каде и како се реализираше? Се реализираше на многу места. Вие ги кажавте локациите, не би можела сега, но гледавме да имаме еднаков прво, значи, нашиот проект столбот на активностите беше доделување на месечни стипендии за ученици. Имавме и се уште поддржуваме 470 ученици со месечни стипендии и согласно тоа работиме во повеќе од 180 училишта во 62 општини. Така што убаво е да се чуе тоа дека гледаме дека на ниво на држава имаме инклузивност на секаде. Значи сите училишта веќе се навикнуваат дека учениците со попреченост треба да учат во нивните училишта, тоест како што кажавме во училиште кое што е најблиску. Ги споминавте бројките во делот на поддршка на наставниот кадар. Наставниот кадар покажува голем ентузијазам, покажува голема волја, но се уште има потреба од дополнителни знаења и вештини за да може суштински да ги вклучи учениците со попреченост. Потоа работевме директно на подобрување на пристапноста и инклузивноста на училиштата, затоа што е многу тешко за нас да зборуваме за една инклузивна средина, доколку и за едно инклузивно образование, доколку детето реално не може да влезе во училиште, доколку имаме непристапно училиште, доколку немаме тоалет пристапен во училиштето, така што се обидовме низ овие 43 пакети за поддршка до училиштата да направиме низ целата држава примери за тоа како може училиштата да бидат по инклузивни. Ке го видиме видеоматеријалот во кој што во пракса се гледа што се правевте, но сакаме ве малку да се задржиме на оно што го гледаме во моментов. Низ неколку медиумски кампањи ја менувавте перцепцијата на граѓаните за прифаќање на нашите сограѓани. Може би тие, знаете како не сакам да го употребувам поинаквите од нас, апсолутно не се поинакви. Тоа се толку, зборувам и за децата, талентирани, паметни и лесно се вклучуваат во сите процеси, само треба да им дадеме шанса. Точно. Шансата е тоа што не смееме никому да ја одземеме. Секој човек има право и на образование и на сите други вклучување во општеството во целост, така што апсолутно тоа е клучното. Ние се обидовме низ кампањите. Сакам да изразам благодарност и до вашиот медиум што во текот на двете кампањи бевме поддржани со бесплатно емитување на нашите видеоспотови кои што ги подготвивме. Првата година подготвивме кампања со познати 30 и повеќе познати личности од државата кои што се вклучи и испратија пораки за инклузија. Втората година сакавме пак да ги вклучиме во нашата фила познатите личности, тоа се наставниците. Сакавме да вклучиме и родители и деца кои што ќе испратат повторно пораки за инклузија. Додека оваа година нашата трета проектна кампања ја симнуваме уште поблиску до нашите корисници, така што реализираме 10 регионални настани во сите плански региони со цел да се видиме и со луѓето од општините и со представниците од невладините организации и со компаниите кои што функционираат, кои што може да бидат потенцијално општествено одговорни, за да можеме да ги поттикнеме да се инвестира во инклузија. Биди инклузивен 1 ни е насловен првиот клип кој што можеме и да го погледнеме во моментов за да ни кажете што се од ова што го реализиравте се покажа како најуспешно во пракса. Видете, ние се обидовме во проектот да заземеме еден холистички пристап, значи ги поддржавме и семејствата на учениците со попреченост и таа ни е главна активност, како што кажав, месечните стипендии. И е нешто што кај нас се покажа како многу клучно, а тоа е како многу клучно заради тоа што навистина на овие семејства им е потребна и дополнителна финансиска поддршка со цел да можат учениците непречено да посетуваат училиште. Но како што кажав, мора да се училиштата подготвени, инсертите кои што ги гледате се од
нашите активности кои што ги правивме преку грантовите за училиштата, направивме десетина инклузивни игралишта, точно ова што го гледате од основното училиште Ванчо Прке од Делчево. Направивме сензорни соби, точно спомена и во прилогот претходно сензорната соба во основното училиште Гоце Делчев беше подготвена како дел од Гоце Делчево Прилеп беше подготвена како дел од проектот, така што се обидовме согласно потребите на училиштата да одговориме на нивните предизвици. Верувајте дека имаме одличен фидбек од училиштата дека овие активности вродуваат со резултат. За фидбекот, малку и за реакциите. Родителите и децата, ним се најпотребно. Какви се нивните реакции? Им го олеснувате ли животот? Па знаете како, ние тоа што можевме да го мериме, барем за овие 470 стипендисти, морам да еве и вака да споделам јавно некои информации за можеби да добие јавноста впечаток колку е тешко на семејствата со дете со попреченост. Тие многу ретко може да работат двајцата родители. Значи финансиското бреме во однос на трошоците е огромно заради тоа што ова се деца кои што им требаат суплементи многу често, чести лекарски прегледи, многу можеби ако имаме намалена моторика треба количка за движење и така натаму, со тоа се скапи елементи кои што семејствата треба да ги обезбедат. Ние, еве, можам да споделам бројка од нашите стипендисти, можеби ќе ви изненади, но ова се реалните бројки. 42% од нашите стипендисти имаат еден невработен родител, а дополнителни 25% имаат двајца невработени родители. Така што овој тип на поддршка, значи во оваа форма, во оваа финансиска поддршка или ослободување на семејствата од трошоци, поврзани со специјални едукатори, логопеди, секакви рехабилитацијски услуги, е многу клучно за да може детето и да напредува, да се детектира неговиот проблем, потоа да се даде дополнителната поддршка и да можеме да го скористиме максимумот од децата. Она што секако е за пофалба што во целата оваа приказна безрезервно се вклучи и општествено одговорните компании, локалните самоуправи, но веќе кога правиме промени, секогаш како непишано правило, земаме пример, некаков пример. И сега сакам некако да се споредиме. Не се споредуваме со развиените европски земји, тука да останеме регионално. Како стоиме на тема вклученост со нашите соседи, еве, не подалеку? Па знаете како, има делови каде што сме и подобри. Знаете, законот на пример за основно образование е многу инклузивен и можеби сме лидери во регионот во тој дел, но сме можеби поназад многу во делот на рана интервенција, рана детекција. Јас и не би се оптеретувала претерано да се споредуваме. Ова е процес каде што треба да ги видиме нашите предизвици во моментот, со што нашите граѓани се соочуваат, затоа што има многу фактори. Еве ова што го зборуваме за невработеноста, можеби не е проблем во Хрватска, толку голем, да кажем, или во Словенија, е проблем тука и ние мораме да реагираме на овие. Ние имаме, дали ви се верува дека ние имаме општини каде што нема педијатар? Дали ви се верува дека имаме да не зборуваме за дефектолози, логопеди? Каде што немаме, најблискиот специјален едукатор може да биде на час и по возење или логопед. Ке ви припишат нели дека дури во проценката дека има потреба детето да посетува логопед, но вие немате реално каде да го однесете детето на логопед или да го направите тоа подразбира изискува големи финансиски трошоци од страна на родителот. Но процесот е почнат и не смее да сопре. Кои се оние алки кои што во моментов сега одма треба да бидат вклучени за да им овозможиме на нашите деца повеќе можности? Јас ќе се сконцентрирам на образованието, мораме да подобриме пристапноста во сите училишта, мораме да бидеме сигурни дека во секој училиште секој дете може да влезе, прво и пред се, но да влеземе во училиште и не треба да биде нашата крајна цел. Крајната цел треба да биде суштинско вклучување на учениците со попреченост, добивање на едно квалитетно образование. Ова во нашата држава е посебен предизвик заради тоа што во моментот не сум сигурна дали квалитетно образование добиваат сите ученици, така што треба сеопшто да се дигне квалитетот, со тоа ќе имаат бенефити учениците со попреченост. Треба да се продолжи да се инвестира во работата и во поддршката на наставниците со цел да тие можат да ги развијат своите вештини кои што се потребни за да можат да го направат ова суштинско вклучување. Треба да се продолжи да се инвестира во училиштата во дел на обезбедување на алатки, асистивна технологија, да се направат сензорни соби таму каде што имаме ученици со аутизам или ученици кои што имаат потреба од таков тип на сензорна стимулација. Така што сите овие работи рака под рака треба да се прават.
ние, како што кажавте вие, со вклучување на општествено одговорни компании, но и со овие проектни активности покажавме дека и не во толку голем буџет тоа е возможно да се направи. Тоа и сакавме да го испратиме како порака. Ние не можеме како невладина организација или како проект да ги промениме државата или сите училишта, но можат општините, како што кажавте, може да ги искористат овие локални ресурси и подршки за да може да направат промена. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Ние секако ја следиме темата, ова е тема која што е особено важна за сите нас. Додолку повеќе следна средба ќе имаме и во периодот кој што следува. Сигурно ќе ни биде задоволство да дојдете и на нашите регионални средби, на нашиот завршен настан. Уште еднаш ви благодарам за вашата поддршка. Благодарам.